Се враќаме во студио со нашите гости. Ете, знаете дека во овој дел ќе им подадеме прашања, верувам дека ќе се излечат и ќе ни одговорат нешто интересно, секако тука се фотографиите кои што ќе ги коментираат со збор 2, а ќе имаме секако и време да позборуваме уште малку. Ајде да започнам, бидејќи најблиску сте ми тука вие, Александра, измечете и изберете си едно прашање. Не се страшни. Да, не се страшни, ќе видиме. Не оценуваме. Да, ќе видиме, да. Дайте, Јуце, земи си доктор Мери. Уште едно име, ја да се замверчам. Како сакаш да одговараш и ти, земи. Чекам дали ми се свија прво. Ако сака да се смени некој. Јас сака да не биде демек само 3D, да има да се промеша, да демек да биде вистинско извлекување. Многу убаво. Значи ќе не го одговараш. Ама ќе го прочиташ, па може заеднички да го одговориме. Александра, какво прашање ви се падна? Ова некако како за изборот на мис, одговорот ме подсетува, доколку имате супер моќ, каква би сакале тоа да биде и што би направите? Ама може би во вистинско раце, во однос на Црвен крст, еве. Па, за жал, никој нема таква супер моќ да ги реши сите проблеми и да речеме дека од утре светот ќе стане подобро место за живење, ќе ги решиме сите проблеми и така натаму. Меѓутоа, супер моќ е да бидеме добри како луѓе и супер моќ може да има секој од нас. Ако сме добри, ако сме хумани, што велиме ние, добри луѓе, мислам дека и светот ќе биде подобро место за живење, бидејќи тоа што е предизвикано од природата, катастрофите и така натаму, можеби не можеме да ги спречиме, можеме само да ги облажиме, секако. Меѓутоа со тоа ако го шириме како една таква мисија и дел од нашиот живот, мислам дека светот би го направиле поубаво место. Така што добрината би ја некако искористила да се прошири и да стане едно универзално чувство, Убаво кажано, ви благодарам многу. Јуце, какво прашање на тебе ти се падна? Може би некој филозофско, а не знам сега што е. Не е филозофско, автобиографско некако ми. На вистина. Кога не ви се допаѓа нешто, дали имате храброст да го кажете вашето мислење или вешто го криете тоа? Ова ми се случило. Дали си писна јазик? Ова ми се случило во и ова беше, немав храброст никако и голтав кнедли, така ги викав порано. Ама стои тука, стои. Да, и многу, целото се не знам зошто, ама ето со текот на годините, што викаше мајка ми, капачето врие и ке... Така да сега, последните 4-5 години, сосема сум променет, сосема и гледам дека е многу подобро секојаш да кажете како се чувствувате, дали на човек да му кажете дали е тоа окей или не е, например. Многу подобро, порано сум имал таа бариера како ќе се чувствува тој. Па дали да го кажеш, дали подобро ќе премолчам, но се докажало дека во многу ситуации полошо кога ќе премолчите. И секојаш е подобро работи кога се чисти, дефинитивно. Во било каков однос помеѓу луѓето. Иако може да не се совпадне со мислењето на другата страна. Па, за жал е така, повеќе проценти. Ама за тоа е убаво. Јас што велам за тоа прашање ова кога го поставуваме, практично што се вели како една порака која што нели заеднички сакам да испратиме, дека не секој пат и не треба да имаме исти размислувања, но убаво е да се ги искрено да ги споделиме и да спознаеме и да се разбереме. Можеби да се разговара, затоа што навистина можеби некој пат мислиме дека сме на правиот пат, меѓутоа другата страна кога ќе го слушнеме тоа дека не го правиме добро, па и ќе подразмислиме, можеби навистина потоа ќе имаме подобри одлуки и за себе кои што ќе ни бидат добри. Така е. Да. Доктор Мери? Имате ли реченица или слоган кој секојдневно си го кажувате и вие како мотивација за денот и животот? Да, особено бидејќи работата вие која што ја работите е многу тешка. Оние пациенти кои што доаѓаат кај вас и можеби ги дознаваат што се име можеби најтешкиот момент во животот кога ќе дознаат нели дека имаат заболување и каква борба им предстои пред нив. Она што можете да го направите денес, не оставајте го за утре. Ете ќе го кажам пример тој слоган, тргнувајќи од тоа дека и факултетот и специализацијата наша се нели позахтевни и обврските кои што треба да се исполнат, треба да се исполнуваат редовно, за да не заостанат и за да може се на време да се заврши. Истото важи и за работата во амбуланта, значи она што можеме да го направиме тој ден, да завршиме обврски,
за нашите пациенти кога се работи, најдобро би било во интерес на времето и на пациентите што побрзо да се завршат сите услуги. Така. Еве кога сме и кај прашањето кое што му се падна на Јоце, колку е тоа важно вие како лекари да навистина на некој начин како што кажав, деликатна е вашата професија и во однос на болеста која што треба да ја соопшти или сите оние резултати, да сепак од друга страна мора на некој начин да бидат вистините, но па и со меѓутоа и со една доза позитивна, за да не се мисли. Тука некако линијата и е тешко да се балансира на некој начин тоа. Така е, никако онколозија и другиот персонал, останатиот, не само докторите, и останатите кои што се инволвирани во таа работа, треба да имаат, значи, некоја, како да речам, суптилност во извршување на работите, во зборување со пациентите, така да и јас гледам на пациенти кои што првпат им се соопштува значи дијагнозата, секогаш да се погледне од позитивната страна на она што може да се направи, иако се соочува со таа дијагноза, што све ќе се направи, како ќе течат контролите, лекувањето и да се даде надеж на пациентот, бидејќи навистина има и многу успешни, позитивни приказни, пациентите се навистина храбри и се борат, и ние треба секогаш да ги поддржуваме во тоа и да им бидеме една светлост кој што ќе ги води низ целиот процес кога доаѓаат во нашата амбуланта. Така. Александра, тука верувам дека за ова прашање може да се вклучите и вие, затоа што на некој начин и за волонтерите, за сето она е важно да им ја дадете правата слика со што ќе се соочат на терен, за да сепак се тие и волонтери не се толку професионални во тоа, меѓутоа сакаат да бидат дел од Црвениот крст и да учествуваат во сите оние акции, да придонесат за општеството, но секако тука треба да се биде и внимателен. Апсолутно, не само волонтерите, туку и нашите крајни корисници, затоа што и ние, нашите волонтери, влегуваме во многу домови. И сме влегле во многу домови, таа прва средба, тој прв контакт е навистина многу важен. Во даден момент да пружиш помош и поддршка, како што е нашата мисија. Во даден момент да дадеш утеха или пак да бидеш таму каде што никогаш можеби немало причина или не си се гледал себе си таму. Знаете, имаме волонтери кои што се од најразлична возраст. Ние секогаш можеби асоциацијата волонтерите се млади. Не се секогаш млади. Волонтер во Црвен крст може да биде и средновечен и возрастен, но имаме волонтери во трето доба. Така што тука е веќе една животна приказна, едно животно искуство кое што тие луѓе тоа како може да го дадат. Значи можеме да учиме од нив и тие можат уште многу дадат и за заедницата и за другите луѓе во заедницата, така што е едно неисцрпно богатство. Меѓутоа она што е многу важно во тие средби, односно во тие контакти е да бидеме искрени и да знаеме што е тоа што треба да го пружиме како помош и поддршка. Да биде сепак одмерено. Апсолутно. Нешто што кај нас постоја, верувам и во многу други организации или институции, нешто што се нарекува и кодекс на однесување, меѓутоа и мисија на Црвен крст конкретно. Значи нашата мисија е конкретно дефинирана како сме ние препознаени, што ние треба да правиме во заедницата, како заедницата нас не препознава, што ние треба да и пружиме и што таа треба да очекува од нас. Така што преку сите активности по последно време и сервисите, каде што влегуваме во домовите на стари лица, на немокни лица, на лица со посебни потреби, имаме негователи, помагатели, лични асистенти. Тоа е една многу комплексна група луѓе со кои што се работи секојдневно. Имате домови во кои што со години немало никој да влезе да им помогне на тие лица, биле оставени сами и тука веќе го имате контекстот од некој што ја носи нели како мојата униформа и тоа е чувство на доверба, взаемна почит, верување дека тој е тој кој што треба да ти пружи конкретна помош. Значи такви приказни имаме многу, такви приказни се посведочени не само како приказни, туку како жива вистина. Тоа се случува во нашата работа. Така што таа доверба и единствено довербата е најзначајната во процесот на комуникација кога станува збор и со крајните корисници, меѓутоа и со волонтерите. И секогаш ги подучуваме дека треба да се оди до границата каде што треба да одиме,
да не се, знаете, некогаш ова прашањето за суперхероите, некогаш кога ја носиме или кога ја носат луѓето униформата, мислат дека може да направат се. Да направат се, така е, дава дополнителна знае да се загрози сопственото здравје и сопствениот живот, значи многу треба внимателно пред се да се зачува, нели, достоинството, здравјето, безбедноста и на волонтерите, и на помагателите, за да може тие да помагаат таму каде што треба да помогнат. Соодветно, сепак тоа треба да е одмерено, меѓутоа нормално и проследено и со претходни обуки, предзнаења, тренинзи и така натаму, затоа што пак речеме има различни профили и на волонтери и на помагатели и едноставно тоа да биде во согласно со потребите. Така е, убаво кажете, но ајде од Реже да ги замолам да ги погледнеме фотографиите, бидејќи имам едно машко меѓу нас, да му дадеме предно, да ги погледнеме фотографиите од Јоце, да видиме што тој ќе сподели со нас. Ова е мојот прв концерт 2007 во Домот на културата во Штип. Ова е Одиш ли во Штип? Мојата покојна мајка, долу лево. Со белата или со црвенкаста? Црвенкаста коса, да. Ви беше верен поддржувач на концертите? Дефинитивно. Ова е од мината годишниот концерт во Македонска филхармонија, 8 март. Ова е еден од настапите со бендот, училишниот бенд, што изборува пред малку на Јосип Брос на плоштадот. Ова мислам дека е Малта, на едно од мои гостувања таму. Еве, Црвен крст со доказ дека сум праводарител. Колку пати имаш дарувано крв, не ни кажа Јоца? Па имам, не знам, 10-12 пати така. Еве со Џоковиќ. Да, ова е со Ноли, инаку се знаеме уште многу одамно, уште пред да биде Ноле тоа што кога сите дознавме за него. Како се запознавте со Ноли? Па се запознавме, пеев една приватна негова забава во Подгорица. Поточно во Плавница, во Подгорица има локал на Скадарско езеро, се вика Плавница, елитен локал, со и Џоковиќ, јас таму настапував, таму го запознав и Кемал Монтено, таму се случи и таа соработка за која да ти кажа Ивана и така натаму, и Џоковиќ со фамилијата тогаш имаше некоја прослава, летно време, и цел ден го поминавме заедно, им пеев. И уште тогаш имам слика, ама не сакав да ја пратам таа, пошто сме по купајќи костими јас и Џоковиќ. Да, пратиш ке скратам. Да. И некако ми беше незгодно таа да е станала навистина, тоа е од 2006-2007 година. Така. Ова е моментот кога претходниот кога отпеав песната за земјотресот и кога буквално имаше имаше скандирање од публиката, буквално. Така е. Јас бев на концертот. 2-3 минути аплауз и навистина морав ете така да им се поклонам. Ова е една дружба с Боја Маровиќ, Елена Томашевиќ, Нора Шакири, ова е една дружба, мислам дека е нешто за Тоше поврзано, ова е во Крушево. Имавме некој настан, пеевме во чест на Тоше. Еве ова во филхармонија од концертот? Да, ова е концертот во филхармонија. Еве. Ова е Лука, моето синче. Така. Кој има 6 години сега, кој пее ли тој по дома? Пее, да. Добар е. Не сакам да го форсирам, ама има талент. Така. Ова е со Саша Матич. Така. Една приватна дружба, забава. Често те викаат и Јоце по приватни забави, дружби, да им ги разубавуваш тие домашни веселби? Па нон-стоп, дефинитивно. Овда е, мислим дека во општина Аеродром, кога ми доделија, како дека наречам, плакета за почесен граѓан или некако, не знам. Плакета, благодарница, тоа е тоа што се дели за допринос за општината, во тој сегмент, да. Добро, убаво да те погледнеме ете од другата страна, што освен пеењето работиш. Ова е Лука и Марина, да. Сопругата и синот. Без нивна поддршка ништо. Ништо, тоа е најважно. Ова е со Жирка Самарџич. Да.
ова е мојата мајка. Една си е мајка? Да. Ете, среќен 8 март од лани. Од лани, од концертот. Така. Дамите што се слика и споделува. Ова од слободно време како поминувате со синот? Од слободно време, ова е со Цеца кога пеевме на незаеднички настап. Мислам дека беше во Македонија сигурно, дали беше Пробиште или Охрид, не знам. Пошто сме пееле многу настапи заедно. Ова е со Джибони, на седенка. Каде? Ова е Плоштадот, да. Ова е Амиджи во Србија, гостување на емисија, да. Ова е фотосесија која што е... јас. Да, ова сум јас. Па добро, неизбежни се овие навистина фотосесии, таква е работата, ви требаат фотографии за да објавувате плакати, најави на песни, концерти и така натаму. Се е тоа дел од работата. Ти благодарам што сподели вакви најразлични фотографии кои што може немаме често можност да погледнеме нешто поразлично од тебе. Малку не секојдневно и многу убав момент во вашата емисија што може да го сте и да си сподела така нешто и работно и приватно. Ете така. Добро, да погледнеме фотографиите од доктор Мери, она кое што таа ни го подготви, малку е работно да имаме можност да погледнеме што е оние кои што не знаат што се случува нели на одделот. Ова се всушност обуките кои ги имавме, со ова се значи за изолација се употребуваат на пациенти кои што се подготвуваат за зрачење и се зрачат. Тоа се рентген технолозите. Ова е рентген технолозите. Јас со обучувачот наш тогаш. Значи, ова е акцелераторот наш, кој што се уште не е во употреба. Нашата администрација. И ова е исто така правење на маски, кои што се потребни за спроведување на радиотерапија на глава и врат. Ова да се презентираме, значи каде се наоѓа и како изгледа од надвор патот кон нашата амбуланта. Нашата амбуланта за онкологија во 8 септември. Да, убаво е возобновена, чиста, убаво средена, уредно. Да, и еве ова дел од прегледите кои што ги правите редовно. Изминатиот период ги направивме, да. Да, како што кажавте, овие се бевте гостини минат пат и споделувавме најразлично. Од денеска навистина беше на некој начин темата да се сподели, да позборуваме за одделот кој што од декември го имате. Како што кажав, можеби повеќето пациенти не знаат дека 8 септември сега ги имат тие услуги, па тоа ни беше и идејата да го направиме. Да одиме понатаму со фотографиите од господја Александра, да видиме што таа ќе ни сподели. Секако дека ќе биде во духот на Црвен крст и она кој што го зборувавме, да го подкрепиме и со фотографии. Така, предпоставувам фотографиите што ги веќе испратив се поврзани со нашите активности, односно активностите кои што се актуелни сега овој период. Споменав месец февруари, месец на борба против срцево-садови заболувања и ние правиме доста активности во соработка со специјалната болница доктор Жан Митрев, таму се овие фотографии. Нашите волонтери редовно одат како дел од активностите таму, имаат едукативни работилници и тие самите слушаат предавања, навистина една убава група на млади луѓе кои што различни теми, некои се повредени со здравјето, физичкото здравје, некои со менталното здравје, теми од психолози, теми од лекари и така натаму. Ова е веќе концертот Љубовни ноти, што го споменав и претходно, низ годините многу артисти, многу пејачи, многу актери, еве Снежка ја препознавам на фотографиите, ученици од средното музичко училиште така натаму, за да подароците, како што е наредната фотографија, ги подариме на 8 март на жените на онкологија. Ова е конкретно на клиниката за онкологија, каде што редовно одиме и споменав да се направи еден убав гест на празникот на жената, да се подари нешто, навистина со љубов, со срце, не е многу, скромно е, меѓутоа верувајте многу нешта. Ова се малите херои со вродени срцеви аномалии кои што поминале интервенција во специјалната клиника Жан Митрев и кои што секоја година се наши гости и организираме заеднички камп. Летен камп, моето срце во сите бои, кој што се случува во нашата
добро позната струга во нашиот хотел Солферино и каде што поминуваме одлично време заедно, волонтерите, децата кои што имаат претходно интервенција, нивните родители, подршка за сите. Навистина многу убав камп кој што представува една традиција повеќе од 20 години би рекла, соработка, дружење, порасна некои од децата сега се веќе големи реализирани личности, меѓутоа тие спомени, таа дружба од тие кампови се секогаш добре доедени. Да, продуцираме доста материјали, сакаме и пораки да упатиме, да подигнеме јавна свест, ние нема да ги промениме нештата, меѓутоа можеме да влијаеме. Да, посетите на онкологија. Да. Секогаш и гости наши, дружба, повторно летниот камп, голема група на млади. Убаво е дека сме заедно и со волонтерите, и со родителите на дечињата. И таа енергија и да се ги споделат нештата. Госпоѓа Виолета Томовска, која што прекрасно не водеше низ тие активности кои што и нас ни даваше храброст и поддршка и Сдруженијето Животна искра, бидејќи таа не мотивираше и ни ја вроди, да речем, таа идеја, с убави пораки, со совети така и за... таа помина еден период во својот живот. Да. Волонтерките наши исто така секогаш подготвени да подарат нешто, да се тука повторно летниот камп. Позитивна мисла. Да. Убава атмосфера, разновидни активности за дечињата, кои што исто така поминале еден тежок период во животот. Еве, она што Јоца го спомна пред малку, концерти и кај нас. Многу концерти, активности, често врзани со хуманитарниот аспект. Во Црвениот крст работиме со различни категории, еве ги дечињата, тие креативни работилници, тие работилници што ние ги правиме, семинари, обуки, работиме и со помладите, и со повозрастните, реков и со средновечни, и пензионерите се нашите корисници и помагатели и волонтери. Меѓутоа, еве овие слики ги одбравме поврзани со таа недела на борба против срцево-садови заболувања, каде што впрочем овозможуваме и заеднички со клиниката и бесплатни прегледи за различни категории, ранливи категории, до сега поминали и бездомници, и лицата во трето доба, и лица со попреченост, негователи, згрижувачи, згрижувачки семејства. Дали се уште трае таа акција, Александра? За борба против срцево-садови? Да. Апсолутно во теке од 21 до 28 веќе се подготовките, така што навистина веќе сме, да речем, во тој процес на подготовки и реализација на активностите, за да веќе во месец, крајот на месец февруар, односно месец март, се токму поврзани овие со онколошките заболувања, така што во меѓувреме уште многу други нешта, меѓутоа еве ги искористив овие фотографии како можеби овие 2 недели што е актуелно во Црвениот крст или што се случува на планот на хуманитарната дејност или здравствено-превентивната дејност. Да, навистина многу активности има, но ете убаво е да се посети да знаеме што е она актуелно. Александар, покрај еве сите овие активности, како вие го започнувате денот? Дали сте утрински човек, дали сакате повеќе чај или кафе да се напиете на сабајле? Да, утрински во принцип немам проблем со рано будење, станувам. Го запушувам денот со кафе, да. Љубител сум на утринското кафе, но што е многу важно во мојата дневна рутина дека го пием заедно со моите колешки на работа, што е многу важно. Значи не работа, не дома, туку не, на работа, што сметам дека е многу важно, бидејќи генерално, дали е тоа помала или поголема група, тие неформални контакти со луѓето со кои што поминуваш 8 часа на работа, повеќе поминуваме на работа отколку дома, некои денови, е важно заради таа енергија што си ја разменуваме утрински, што сакаме да си го кажеме, затоа што потоа не понесува денот. Некој ќе заврши на терен, некој ќе заврши во канцеларија, некој немаме време и уште еден мал ритуал и второто кафе каде што го пиеме некаде што велиме помалата доза, исто така да здивнеме, да се пронајдеме себе си, тие 10 минути да направиме една пауза, одмор, затоа што не дека нашата работа е најстрашната и најтешката на свет, меѓутоа некогаш како и секоја друга работа, впрочем исцрпува, бара внимание, бара навраќање кон себе си, да се смириш со мислите, со чувствата и потоа повторно да тргне денот онака како што тргнав. Да. Јуце, со оглед кажавме дека
си наставник во гимназијата, сега можеби настапите кои што ги имаш, после настапите кои што ги имаш утрата не ти се оминелни, но сега како наставник мора да си на часовите во училиште и се оди и прва смена и втора смена. Да, па како е твојата дневна рутина или пак се менува во зависност од кој ден е? Имам среќа што часовите некако ми ги ставаат после 4-5 час. Така. Никогаш не се во првите часи. Тоа на прва смена ми е одлично, на втора смена малку е проблем затоа што чекате да дојде 4 или 5 часа за да тие часови ги одработите скоро при крај на денот, што се вели, ама за прва смена ми е идеално и би посакувал да можам да почнем од 7 час, ако може, еден апел. Инаку тој наш како да кажам, како да ќе кажам метаболизам. Ама и метаболизам нормално, тоа е еден вид што повеќе од 20-30 години цел живот буквално го живееш на тој начин и се еден животен стил со тие настапи со се, да. Не е здраво. Јас знам дека најздраво е да тој ноќен сон и ама не е секојдневно да го прескокнувате сега за викендот е тоа. Не можеш да го одминеш тој момент на ноќен живот и мора да го работиш и на крајот се навикнуваш така. Да. Зашто рекле уметнички живот е уметнички живот. А повеќе сакаше денеска пиеме заедно чај, но дали пиеш кафе? Пиев кафе ми беше ритуал до пред 6-7 години, но сватив дека сум правил грешка за себе, бидејќи на главно пиев кафе, пиев цедени сокови, цитруси, овошија, сите тие работи и мислев дека здраво ете, затоа што кога ќе се разбудите во 10-11 часот, цела ноќ маморни, как било и најздравата храна на свет, да ви се отвара уста, значи. Так. Ама ете, почнав да се навикнувам и затоа и денес чајче поборав, а не кафе. Веќе 4-5 години без да ставам нешто во желудник, никако не пиеш кафе. Не пијам кафе или тие цедени сокови или. Така, убаво си правиш. Доктор Мири, како е вашата рутина? Дали вие сакате повеќе, ете и вие денеска пиете чај, но пиете ли кафе, кои се тие некои ваши утрински ритуали, кои што ете ви го прават на некој начин можеби полесен денот за работа? Ние рано стануваме поради нашите работни обврски, но и училиштето, подготовка за училиште на моите две ќерки. Така. Значи рано стануваме, пијам кафе доколку на време сме станати, а обично 90% од времето е така. Потоа, значи, децата ги носиме во школа и меѓу првите стигнувам и на работа. Често знае персоналот, често знае персоналот да ми каже, докторка, вие отварате вратата прва, но ете такви се моите навики и јас сметам дека ако дојдам на време отворам на мој термин, видам кои ми се закажани пациенти, си направам повторно чај таму ако дома пиев кафе, нели? Полесно ќе си го испланирам денот и поубаво ќе ми тече работата. Така, да, убаво. Тука ќе ви се заблагодарам на сите што бевте дел од утринската Здрава Македонија, еве ова утро во вторник. Вторник никако како ден нити е почеток, нити е на средина на недела, но верувам дека на некој начин еве заеднички со нашите гледачи го испивме тоа утринско кафе или пак чај како што е нивен избор и дека ете со леснотија ќе си ги заврши сите оние обврски кои што ги имаат денеска. Секако ви посакувам успех во сето на кое што го работите. Јоце убав концерт, верувам ќе се видиме ние и на концертот, а потоа и ќе споделуваме убави моменти од таму. Посакувам успех и да се гледаме за убави работи.